со Александра Ивановски, раководителка на секторот за згрижување од СОС Детското село. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам што ме поканивте во вашето гостување. Добра, благодарам. Ајде една ретроспектива. На прагот на новата година за 2023 можеме ли да се пофалиме дека имаме семејства што сакаат да згрижуваат дечиња, да усреќаат дечиња? Па да, ретроспективата, вака гледајќи од наназад, сметам дека во 2023 година сме направиле многу успешна работа и во полето на кампањата, односно промоција на згрижување, но исто така и поддршка на активните згрижувачки семејства. Со гордост можам да кажам дека имаме 74 активни згрижувачи, во кои што се згрижани 145 деца, но и мал дел од возрастни со попреченост. Би рекла дека работевме сериозно и на полето на поддршката, но пред се кампањата. Во 2023 година се насочивме кон тематски настани за промоција, затоа што сметавме дека треба да дадеме значење не само на потребата од згрижувачки семејства, туку и на некој начин да истакнеме фактичката ситуација дека во оваа професија се најчесто носители жени. 76% од нашите згрижувачи се всушност жени. Кои се условите? Условите за грижа, за да се стане згрижувач, тоа е една процедура која што работиме заедно со Центарот за социјална работа. Значи, пред се треба да станува збор за полнолетни лица, кои што се психофизички здрави, не само тие, туку и останатите членови од семејството, односно заедницата на лицето кое што се пријавува, да не бидат кривични осудувани, да нема одземено родителско право, да имаат материјални и стамбени услови, одредени приходи. Потоа, значи, во соработка со центрите се прави и увид во домот, интервјуа, проценка на личности, карактеристики, мотивација на самите заинтересирани кандидати, но исто така и успешно помината обука за згрижување, која што во нашиот случај, да, трае од прилика месец и половина. Дали ова важи само за Скопје или навистина имате центри и низ државата каде што имате соработка и Па да, во државата има 3 центри, од кои што едниот е на СОС Детското село и тој ги опфаќа дел од скопските општини, но исто така југоисточниот и вардарскиот регион од нашата држава. Исто така тука е Центарот за поддршка 11 октомври и Центарот за поддршка во Битола. И ние трите центри активно соработуваме. Сите имаме една цела, тоа е да има што поголем број на згрижувачки семејства, затоа што верувате дека има потреба. И ние бележиме и раст на бројот на сместени деца во оваа година, што од една страна е, како да кажам, една неповолна ситуација за семејствата во ризик во нашата држава, затоа што тие не успеваат да ги надминат кризите со кои што се соочуваат и центрите за жал одлучуваат децата да ги заштитат и сместат во Која е бројката сегаш на дечиња што се незгрижени? Кај нас е 145, мислам дека на територијата на целата држава околу 600 деца се згрижени во најмногу згрижувачки семејства, но исто така и мали групни домови. Би сакала да истакнам дека оваа година веќе имаме и одлука на цената на услугата, бидејќи згрижувачите се председаватели на една социјална услуга, тоа е сместување на деца во нивниот дом. За тоа добиваат надомест од државата и за потребите на згрижените деца, но и за нив, за нивната работа. Имаат поволности во смисла доколку 15 години ја обавуваат оваа функција, добиваат и право на пензија од страна на државата. Така да ова мислам дека е еден мотив плюс за сите кои што се дома, можеби не се вработени или иако пак... Иако навидом изгледа волонтерски, сепак има еден убав бенефит. Има надомест. Јас само би кажала дека цената на услугата која што ја променија е од прилика 19.000 динари на месечно ниво за едно згрижено дете, кое што е психофизички здраво, да речам, за дете со попреченост цената е дури до 25.000 динари. Ова е на некој начин и надомест за самите деца и за згрижувачите, така да доколку некој не гледа сега во моментот и има интерес и желба еве да дознае нешто повеќе, замолувам да се обрати на 075 277 447 и да добие подетални информации околу тоа како да стане згрижувач. Сосема на крај 2024 ќе продолжите, верувам дека овие кампањи навистина вродуваат со плод. И транспарентноста, медиумската, можеби и кампања и еден вид апел
да бидеме донатори? Дефинитивно ќе продолжиме, бидејќи, како што кажав, имаме голема потреба од згрижување, од згрижувачки семејства, така да во соработка и со медиумите пред се, бидејќи тоа е на некој начин најлесниот канал да се допре до што поголем број на лица. Благодарност уште еднаш до вашата телевизија и се надевам дека ќе имаме успешни приказни и дека успешно ќе го развиваме згрижувањето кај нас. Благодарам. Александра Ивановски, навистина ви благодарам што директно се вклучивте во утринската програма на Македонската телевизија. Навистина не застануваме тука и во јануари, можеби почесто ќе се вклучуваме и ќе апелираме до граѓаните се со единствена цел да бидеме хумани, да згрижиме дечиња. Мислам дека сите се среќни тогаш, и донаторите, и дечињата, и навистина тоа е една убава состојба. Да, ви благодарам многу. Поздрав. Студио.